Почитувани, уште пред изборната кампања, како дел од програмата имавме изградба на детска градинка. Во изминативе 2 години целосно го решивме проблемот со згрижување на деца во детски градинки. Беше пуштена во употреба нова детска градинка Буба Мара, Возраци и Марина добија детски градинки и изградени се нови занимални во објектите Снежана и Детелинка. Се реши најголемиот проблем на младите брачни парови, кои на некој начин беа спречени нормално да функционираат. Имаше случаи каде во едниот родител беше приморан да го напушти своето работно место поради тоа што немаше место во детски градинки. На моје огромно задоволство, таквиот проблем во нашата општина е сега минато. Денес започнуваат градичните работи на улица Ресавска за изградба на нова детска градинка. Ќе се изгради објект на 2 нивоа со 7 занимални на вкупна површина од 1145 метри квадратни. Ова детска градинка ќе има капацитет за 155 деца и се очекува да биде целосно завршена за најмногу од 16 месеци. Во овој проект општината инвестираше во земјиштето, а главен инвеститор е Министерството за труд и социјална политика со финансиски импликации од 47 милиона денари. Градоначалниче, до каде изградбата на АНОТ како простор за паркирање и проширување на паркирањето? Така наречениот поранешен АН веќе е во завршна фаза за изградба на паркиралиште од 90 паркинг места. Очекуваме негде до средина на март месец да биде комплетно завршено со градичната оператива и да го пуштиме како дополнителен паркинг на речиси централно градско подрачје и во употреба на градскиот зелен пазар. Се донесе деталниот урбанистички план за нов зелен пазар, се прифати иницијативата за отпочнување на постапката, се тера ли таа работа? Така, деталниот план е веќе во функција новиот. Порачан е основниот проект кој ќе треба најмногу за 60 на дена од порачката, тоа е пред 15 дена да биде завршен како основен проект за градски зелен пазар. Очекуваме негде мај-јуни со завршувањето на изборите да го тендерираме и да се отпочне од септември месец изградба на зелениот пазар. Знаеме дека во план е доградба на кејот на реката Луда Мара од Силекс до Бела Ема. Ќе се реализира ли таа најава? 2020 година општина Кавалица ќе го заврши последниот дел од изградбата, односно доградбата на кејот. Тоа значи од Брушенски мост до Силекс населбата, зградите, комплексот. И тоа ќе значи дека од Видео Смилевски комплетно до завршување на Вачот ќе имаме комплетен кеј изграден со 2 велосипедски патеки, пешачки зони и уреден кеј. Меѓутоа 2020 година ќе биде завршена и велосипедската повеќе наменска односно велосипедската патека до Моклиште и ќе значи дека ќе можеме од Кавалица до Моклиште да се движиме безбедно по велосипедска патека по делот на она што ќе значи рекреација до самото место Моклиште. Како гледате на наеднаш средувањето на хаосот со паркирањето? Како да немаме многу возила сега, имаме слободни паркирања? Гледате, нашата проценка и анализа беше претходно направена на функционалност на автомобилите кои што беа поготово паркирани на улици Реденска, Тиквешково стание, Миртовиќ Василев и Јаспи 7 септември, односно што е градско подрачје. Имавме добра анализа и анализа направена дека повеќе од 30% од паркираните возила се користат многу ретко или воопшто не се користат. Таа анализа покажа дека тоа е баш така. Со самото тоа што донесивме зонско паркирање и паркирање платежно, тие возила се отстранија пошто едноставно биле непотребни возила паркирани во градското централно подрачје. Се ослободија доста паркинг места. На наше задоволство имаме паркинг сега за да си завршиме дневните потреби како граѓани, како секој граѓанин во институции, банки и така натаму било каде. Со доградбата на зелениот пазар на АНОТ ние веќе имаме над 200-250 паркиралишта кои ќе бидат плюс од она што е најнеопходно за централното градско подрачје. Како општина Кавадарци имаме во моментот 1100 паркиралишта, меѓутоа со изградбата на зелениот пазар и со направењето на новиот сообраќајен проект за пренасочување на неколку клучни улици како Димката Анџело Габерот и други во еднонасочни ќе добиеме уште 600 до 700 паркинг места и мислам дека тој проблем ќе биде за наредните 10 години решен. Меѓутоа сепак мораме да инвестираме во паркиралишто, да го модернизираме, да го одржуваме на дневна основа за да имаме еден културен паркинг во делот на паркирање.